Денеска рочиштето за пуч се одложи по вина на судот, бидејќи еден од поротниците се разболел. Реагирав на таа одлука на судот и реагирав на одлуката да се одложи истиот за 1 ноември, бидејќи сметам дека ваков предмет е од итна природа и треба да биде насрочен на побрза дата, бидејќи луѓето кои се патени како обвинети имаат мерки за предпазливост со кои трпат ограничување на својата слобода. Благодарам. Важна мерка на предпазливост за првообвинетиот? Како? За првообвинетиот ќе побарате ли мерка на предпазливост? Мерка за првообвинетиот за предпазливост за пасошот, не знам тоа дали е така, не е важно. Инаку и друго сакам да ви кажам, исто така реагирав и на тоа дека мојот сведок, господинот Никола Гуреевски, не беше повикан на денешната главна расправа. Обвинител ли што е причината зашто не е повикан? Па не го повикале, сметале дека судот сметал дека тоа не е потребно нова главна расправа на денешниот ден. Обвинителке, вчера поднесовте 2 обвиненија овде до Кривичниот суд во Скопје. Очекувате ли брзо да бидат распоредени и да започнат судењата? Апсолутно да. Тие се во скратена постапка, рокот на закажување е 8 дена. Судот може веднаш тоа да го заврши. Во рок од 8 дена да закаже, а ние сме спремни за судење. Господја Јанева, како ја полкувате благодарноста на Сонја Вирушевска до заепот, како одлучивте вашата одлука беше да ја Како? Не сум ја слушнала таа благодарност, јас не сум слушнала таква работа. Зошто не побарате дополнителни мерки за да го обезбедите присуството на осумничениот? Па јас мислам дека условите за судење не се обезбедени. Како прво, мојот сведок не е повикан, потоа се одлага предметот неоправдано од страна на судот заради болест на поротник, што не е во согласност со законот за кривична постапка, за време од месец и пол. Тоа е за мене предолг период за кој се одлага ваков случај со вакво сериозно обвинение. Кои се вашите заклучоци? Ќе соопштите ли нешто, бидејќи го презедовте предметот, а немавте можност да се изјасните нешто? Мислам дека неоправдано беше и тоа што судот не дозволи да влезат новинарите на самото рочиште, бидејќи таму се надевам на едното рочиште дека ќе влезете и ќе чуете што имам да кажам во однос на моите заклучоци. А обвинителке, само што зашто мислите дека судот толку многу го одложи повторното судење за овој случај? Кои се причините според вас? Па јас реагирав за тоа, а мислам дека тоа прашање треба да го патите кон председателот на судскиот совет кој го води овој предмет на кривичниот совет. Благодарам.